Може. Денес имав прилика овде во Штип да се сретнам само со еден дел од наставниците и наставничките кои што го изгубија своето работно место. Во Штип ги има повеќе од 100, во Македонија ги има околу 1000. И самите можете да слушнете дека се работи за една голема неправда, дека се ова луѓе кои што ги исполнуваат сите стручни квалитети, имаат соодветно образование, имаат положен стручен испит и зад себе имаат искуство од 3, 4, па дури 5 години. Сите се отпуштени и на нивно место се вработени партиски војници на владеачката партија ВМРО ДПМН. Што значи се изврши директна партизација на образованието во Република Македонија. Партизирано образование е лошо образование. Партизирано образование е неквалитетно образование. Тоа не е ни сила, ни моќ, како што имавме прилика да слушаме из пропагандните спотови, туку е само демонстрација на сила на владеачката партија. Исто така имавме можности во јавноста да ги слушаме изјавите на министерот, кој што ја префрлаше одговорноста на градоначалниците на директорите на училиштата, да не се залажуваме, во оваа држава нема градоначалник на ВМРО ДПМН, нема министер на ВМРО ДПМН, нема директор на ВМРО ДПМН кој смее и може да помисли да спроведе некоја политика различна од онаа што е политика на Никола Груевски. Значи се работи за смислен концепт кој што го партизира од образованието од една страна, а од друга страна им нанесе огромна неправда на илјадници луѓе. Алтернативниот министер за надворешни работи Друцас пласира флоскула за Република Северна Македонија. Нашава власт тоа го карактеризира како веќе стар предлог. Како го карактеризира опозицијата? Значи, ние во изминатиот период се изнаслушавме информации за ставовите на грчката влада. Она што на никого во Македонија не му е јасно кој е ставот на македонската влада. Кој е ставот на Никола Груевски? Со кој став тој утре ќе се сретне со грчкиот премиер Папандреou? По тие причини јас не можам ништо друго да кажам, освен да го повторам ставот и позицијата на Социјалдемократскиот сојуз. Го охрабруваме Груевски да го решава овој проблем, да ги деблокира евроатлантските интеграции. Ќе го поддржиме секој решение што е прифатливо за него, а што во исто време го гарантира националниот идентитет на македонскиот народ. Тоа значи името на јазикот македонски, името на народот македонски. Имаше инцидент, според вас е кој препочна? Вашите активисти или ВМРО? Да се разберем. Денеска е настан организиран од страна на Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН испрати своји партиски послушници и платеници за да предизвикаат инцидент. До сега не се случило на настан организиран од страна на ВМРО ДПМН активисти на СДСМ да отидат и да предизвикуваат инциденти. Сосема е јасно кој посакува пресметка и судир меѓу граѓаните. Никола Груевски почнува се посериозно да го имитира Слободан Милошевиќ со митинзи и контрамитинзи. Што му е идејата? Која е целта што сака да ја постигне, јас не знам. Ако му е целта со овие викачи, свиркачи и плюкачи што ги праќа, да ме запре мене, да не патувам низ Македонија, да не се стрекам со граѓаните, ја користам оваа прилика јавно да му порачам дека се обраќа на погрешна адреса. Немаме за тоа. Ќе отидам во секој град, во секој село, во секој населено место, ќе се сретнам со сите луѓе кои што имаат проблем и неволја. А што навистина мисли народ, што навистина мислат граѓаните, ќе видиме на следните парламентарни избори. Сте имали ли на други средби вакви инциденти? Рековте, имавте смирувачки тонови до вашето членство, дека не треба да се на некој начин да се нападне, односно ароганцијата нивна да се искористи. Пазите што се случи. Значи, ќе повторам. Македонија е единствената земја која што претендира да е демократска, во која што власта организира протести против опозицијата. Тоа сме го виделе во некакви недемократски режими, автократски режими, меѓутоа не и во демократски земји. Од неодамна, покрај протестите што ги организираат марионетите на Никола Груевски пред седиштата на СДСМ, почна една нова пракса, која што значи дека е тоа нова стратегија на ВМРО ДПМН, таму каде што ќе се појавиме низ Републиката, например во понеделникот највечер имавме трибина во Куманово, 30 кратко ошишани млади луѓе со дебели вратови беа построени од другата страна на улицата со цел да викаат
да свиркаат и да предизвикаат инцидент. Значи, јасно е дека ова е нова стратегија која што е лоша е за народот, лоша е за граѓаните, лоша е за државата, меѓутоа ја избраа овие од ВМРО ДПМН. Мислам дека Груевски си игра со оган. Дека нема полоша работа од тоа да ги туркаш луѓето да се судрат меѓу себе. И дека одговорноста за секој инцидент кој што ќе настане во оваа држава директно ќе носи Никола Груевски. Благодарам.